Сега повторно е време да се селиме надвор од студиото на Алфа телевизија. Линковски ќе ја вклучиме колешката Ивана Крстеска-Јаневска. Ивана, добро утро. Ке зборувате за креативни работилници и нови искуства. Ке оставам повеќе на тебе да си ја представиш гостинката и да дознаеме за какви работилници станува збор. Добро утро и повели. Добро утро, Ирина, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи во ова петочно жешко утро. Ова утро венусме во еден поинаков свет исполнет со инспирација и креативност и каде што вечерите или попладнињата можат да бидат малку поинакви од она што сме научени и не дека нема што да се прави во Скопје или во летниот период, некако така сме научени да кажуваме, дека се е некако преселено на туристичките места, но сепак има што да се прави, затоа што тука е тимот на Клуб Bloom Room, кои што организираат најразлични работилници, за кои што ќе дознаеме секако по продолжение во следниве 10 минути. Една од тимот за кој што е заслужен за постоењето на Клуб Bloom Room е Александра Божиновска, со која што ќе разговараме ова утро. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Александра. И како се роди идејата пред се и како функционира, кој е концептот на Клуб Bloom Room? Добро утро, Ивана. Добро утро за сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата да бидеме дел од вакво едно убаво петочко креативно утро, каде што можеме да споделиме што е тоа што се случува периодот во Bloom Room и како сето тоа ние го организираме и го правиме. Која е идејата, односно што беше мотивот да се создаде еден ваков интересен креативен хаб во срцето на Скопје, односно во Лептокарија. Јас и мојата партнерка Маја се одлучивме за ваков еден поинаков концепт, бидејќи сметавме дека имаше потреба некаде креативноста да биде изразена. Сметаме дека талентот е вроден, меѓутоа може и да се осознае подоцна со текот на годините, така да мислевме дека има потреба креативноста на возрастните, на посебно женската популација, од сето на секојдневие, стрес, работните обврски што ги имаме во нашето секојдневие, треба да застанат и малце да се направи пауза. Токму тоа беше и причината да се создаде еден ваков клуб, каде што ќе биде нивната пауза, да кажеме. Да, за кого се наменети сите овие работилници? Колку еве работилници изминатиот период имате одржано, односно на какви теми? Многу работилници имате одржано, тоа знам. Така, да. Но какви теми се обработуваат? Видете, се трудиме секогаш да бидеме најуникатни и да бидеме поразлични, бидејќи не е само работилницата процесот на доаѓање и на цртање, туку напротив се трудиме целиот тој процес да изгледа на вистина позадински доста работа и труд се вложува, од типот на да не биде само цртање со четка во рака, туку напротив да дојдат, да уживаат учесниците, да има убава музика, да има убава атмосфера. Најважно ни е да има позитивна енергија. Не е услов дека мора да дојдеш со некого, напротив, се случува многу често да доаѓаат и учесници кои што се сами и нашиот успех е кога ќе видиме дека навистина тука луѓето доаѓаат, се инспирираат, си заминуваат задоволни и среќни. Да, што е она што еве во следниот период ќе се случува, какви типови на работилници ќе правите и како може да се пријават сите оние кои што сакаат едно поинакво искуство, да видат до каде се, дали можат, секој може да слика и да црта и да се дружи на еден поинаков начин и секако да осознае нови пријатели. Најчесто на сите учесници се пријавуваат на нашите социјални мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук, на Клуб Bloom Room. Слободно може да не заследат, таму има и наш контакт телефон, може да не контактираат. Најчесто работиме на принцип по пријавување, каде што се обезбедени сите материјали за нашите работилници. Меѓутоа се случува да имаме многу приватни настани од типот на роденденски прослави. Периодов е многу актуелна и моминската прослава, така да работиме и на принцип по поп-ап концепт. Тоа значи дека може да ни се јават, да се договориме по барање на клиентот, да појдеме и на нивна локација. Морам да ги напоменам и корпоративните воркшопови, се со цел
грижата за вработените на доста компании во Македонија им е најважна, така да навистина се трудат да им направат секојдневието да не биде такво како што е секој ден, туку да им биде нешто интересно, нешто поинакво со различен концепт, така да слободно може да се пријавуваат. Ние сме секогаш тука отворени, со позитивна енергија важно е да дојдат и морам да го напоменам моментот доколку не сака да учествуваат на никоја таква креативна работилница, може да си дојдат слободно во нашиот клуб Bloom Room, каде што може да се напијат одлично органско кафе. Навистина се трудиме да бидеме поуникатни, да си дојдат да се опуштат со никаква пијачка, коктел, така да вратите на нашиот клуб се секогаш отворени. И морам да го напоменам концептот, бидејќи сме поддржувачи навистина на мали локални бизниси. Често нашите изложувачи, односно нашите мали бизнис партнери, сакаат да се изложат производи во нашиот клуб, каде што е нивни мал шоурум и можат да си ги видат потрошувачите нивни производите кај нас. Да, секако понатаму нели ќе се проширува оваа идеја уште повеќе, така што местото е отворено за сите. Оно што треба нели само да го направат е пред секоја работилница да се пријават нели кај вас, да знаете за точна бројка нели на учесници и верувам дека понатаму ќе продолжите нели да ја ширите оваа мисија. Не само во текот на летото, туку и во зимските денови си имате вие работилници. Така ви посакувам успешни летни работилници кои што се одржуваат голем дел од нив токму овде во вашето дворче, кое што навистина е многу пријатно и ви благодарам, Александра, на вашето одвоено време. Ти благодарам, Ивана. Поздрав до сите гледачи. Повторно ќе кажам на Алфа телевизија, до следна дружба и секогаш сме тука за вас. Да, имам едно поинакво искуство, можеби додека до сега не сте уживале во една ваква работилница, не сте имале можност да присуствувате. Тука се Bloom Room, каде што можете да дојдете и секако да имате едно поинакво искуство, да направите нешто лично свое, да изразите вашата креативност, да се инспирирате од нешто и секако да се дружите со луѓе кои што тука се прават како една заедница. Благодарам, Ивана, за ова твое линковско вклучување, одлични информации за тоа каде и како да ги поминете летото. Еве, имате убава идеја за креативни работилници.